премиере, сами кажа дека трет пат сте во маркет, зошто не отидете во школите да проверите дали има учебници или на онкологија, дали има терапија можеби? На онкологија ќе ви одговорам само кратко, одам на онкологија, а во однос на учебниците веќе информираше министерот за образование дека учебниците за основно образование Северни цветови. В Муртинско, негде в џупската мала, каде маљокна протестантка подари цвете, се роди цртнато дете. Последна капка пот му капна, кога на пазарот во Милановац стапна. Мисла ко птица му летна и тогаш му светна. Ке направам големо дело, не се враќам на село. Шитна свето име, идентитетни здроби, а датум не доби. О, душичке ситна криеше в себе алчност без почит. За пара ситна историја и држава шитна. Кај брусалица врела избруси сонце, се појави северџанско бомце. Со голо дупе тргна по ЛГБТ амбасади милост да бара и цел народ го испокара. В Преспанско негде железен опинок вадеше ќарот, убија цел народ. Лирам и потенцирам. Луѓето по затвори се помалку луѓе од политичарите. Човекот што украл 100 кебапчиња е во затвор, а криминалците сакаат да бидат ослободени. Тоа нема да го дозволиме. Ве повикувам граѓани, тоа да не го дозволиме. Не смееме тоа да го дозволиме. Главната причина за целата операција од некои надворешни центри во Македонија е промена на името на државата и промена на идентитетот. Преходно слабење на државата, носењето на друга политичка гарнитура, однапред спремна тоа да го направи, и потоа крајна цел е промена на името на Република Македонија, на незиното уставно име и се разбира и на идентитетот на државата. Тоа е крајната и клучна цел за целата операција, за се она што ни се случува во преходните 2,5-3 години во Република Македонија. Секундарно е ова што сега го случаме со двојазичност, со правење на Македонија бинационална држава. По двојазичноста веројатно ќе следуваат и други работи. Може би ќе се оди и веројатно ќе се оди кон федерализација или кантонизација и така натаму, но клучното заради кој што е започната операцијата е промената на името. Затоа што очигледно е дека процениле дека на поинаков начин тоа не може да се случи. И од она што сум информиран, таа операција се води во 4 фази. Првата фаза е создавање на криза и дестабилизација на државата. Второ, компрометација на институциите и компрометација на власта. Трето, промена на власта и носење на нова. И четврто, реализација на зацртаните цели. И само народот е тој кој што може да го спечи. Затоа што станува збор за сериозна операција, затоа што станува збор за мокни центри и доколку народот не реагира, политичарите, оние кои што се борат и бранат, нема да можат сами. Особено затоа што не се обединети. Едни бранат, а други се на другата страна. И само народот е тој кој што може да се вмеша и да ја заврши работата во однос на одбрана.